капиталот, бидејќи се работи за движење на капиталот. Значи, низ стоката се движи капиталот, а има сегде во Европската унија и кај нас има големи компании кои што не можат да си дозволат да запрат, да застанат, да не работат, а ние ги натеравме да запрат. И тогаш почнаа сите да лобираат од сите страни, бидејќи видовме дека нашите држави поединечно се немојкни да излобираат, не дека не сакаа, него се едноставно таква е бирократскиот апарат. Ние исто така не успеавме како поединци, од секојаш викаат, превозниците ќе се снајдат, ќе работат. Меѓутоа, големите компании веќе го направија своето. Што значи со самото брзо и ефикасно менување на стратегијата за визна либерализација веќе се даде позитивниот чекор. Сега верувам дека забрзано на брза лента исто така ќе се најде решението. Дали ќе биде со оваа регулатива што ви кажав да не иземат исто како другите видови на превоз, или ќе ни одобрат некои визи 5 годишни со поголем со мулти влегување и излегување без броење на денови, зависно од тоа дали сака да не контролират или не. Тоа се двете можни солуции кои ги гледате сега на масов пример, постои една мои превозници така бараја, вика за да ги заштитам, да се заштитам и да не ни бегаат возачите од една страна, а од друга страна да не ја злоупотребуваат визата, може визата да се поврзат со фирмата. Значи, одредена виза на возачот да му се издава преку фирмата. На име на фирмата и на тој начин он не може да ја користи додека управува некоја друго возило. Значи, дупла заштита има. Превозниците дека нема да им побегнат возачите, а од друга страна Европска унија дека нема да се злоупотребува. Меѓутоа, какви ќе бидат ние како варијанти, разговаравме. А која е оваа втората варијанта, пластично, како тоа би можело да се спроведе со визите? Со визите, според моите колеги... Имате ли капацитети, компаниите се доволно мокни за да го направите тоа? Па едно време вадевне визи кои важеа 2 месеци, па 3, па година дена, значи има, али тоа се трошоци. Меѓутоа, според информации кои што ги добивме од српските здруженија, као наводно, сега тоа не се званични, дека се работи за визи кои што електронски би се издавале и на тој начин би се скратило и времето на чекање и одобрување. Нешто слично како она што го сакаат да го воведат со новиот систем со за пријавување каде патувате. Меѓутоа, многу е битно заради оние црни печати, заради оние забрани. Ако не се донесеш оваа стратегија, никош нема да добија такво одобрение.